бидејќи разговараме за теми кои што се важни, јас во студиото го поканив мојот драг пријател и стар, да кажем, пилот во македонските некакви воздушни простори, Дејан Саздовски. Дејан, добро утро. Добро. Кој што е и раководител на спортскиот аеродром Стенковец, кој што е во работење на аероклубот Скопје. Сакав да поразговараме за ова што следува, бидејќи пандемијава полека почнува да стивнува, барем во овој дел од светот, па дури кај нас има некакви охрабрувања околу цифрите, ќе видиме како ќе оди. Но авиоиндустријата, особено овој тип на, не мислам на производствената, туку на туристичката, транспортниот дел на авиоиндустријата, е во големо враќање. Гледам дека проценките што вчера ги читав се дека оваа година веројатно ќе се приближи до кај 60% нешто повеќе од она што беше предпандемискиот обрт во таа индустрија. Тоа е сепак многу. Како изгледа од земја погледот кон небото во смисла на оваа транспортниот дел на авиоиндустријата? Видите, овој тој транспортен дел од, значи, големите авиокомпании изгубија дел од патниците, но добија во карго транспортот. Значи, карго транспортот стана супер популарен и почнаа многу карго транспорт да применува, да се со авиони да се разнесува све и свашто, од потреби за пандемијава до разноразни испораки, брзи испораки и така натака. Во пари тоа се исти волумени или сепак е тоа далеку? Не, далеку е во пари. Значи, авиоиндустријата претрпе голема криза. За многу луѓе, значи, луѓето тешко сваќаат дека авиацијата е многу ранлива кога се работи за падот на прометот. Значи, падот на прометот е страшна работа во авиација. Бидејќи еден авион летел, не летел, троши пари. И можеме вака да замислиме, за најпластично луѓето да сватат, еден авион 10 милиони евра годишно кошта. Стоел паркиран или летал, не летал, 10 милиони евра. Од овие просечни големини на авиони патнички? Као што летаме тука, Airbus, Boeing и така натака. Од овие баш Визер као што лета и Јат и така натака. Значи, он, ако не изгенерира обрт на капитал од 10 милиони евра, он не кошта 10 милиони, ама мора да изгенерира обрт од 10 милиони евра за да ги покрие сите трошоци. Како за себе, така и за посадата, и тоа и за бензин и за све, ама од прилика тој е обртот кој што му го треба да биде на нула. Еден авион. Значи, авион... Значи, после 10 милиони почнува профитот. После 10 милиони почнува профитот, ама на 11 милиони не се милион профит, него се 100.000 долари. Значи, тоа се едни банкарски калкулации, банкарски бројки со милиони, милиарди. Особено што не се работи само за авионите, туку се работи за пристаништата авион, значи, тоа е да огромен бизнис. Огромен бизнис е на огромна индустрија која што во позадина, значи многу е интересно, оваа криза не беше криза за пари, него беше криза за здравје. И што е интересно, позади секоја авиоиндустрија, од секаков вид, стојат банките, значи огромни банки. Значи не збориме, овие нашите банки се нанобанки за банките кои што стојат позади авиоиндустријата во светот. А банките имаат пари, како што даваат лесно на државите, како што паѓаат каматите, така нив им е супер кога даваат на авиокомпаниите, бидејќи тоа го сметат за многу стабилна инвестиција. И сите авиокомпании мислам дека преживеа, освен неколку што банкнотира, заради тоа што има пари кај банките, ефтини се релативно ги изфинансира и па се задржаа, можам да кажам, добар дел, посебно овие големите кои што стојат и државни интереси и така натака, индустрија, производство и тоа све функционира. Падот на ланскиот пат делимично се покри со карго. Ако се сеќавате во почетокот на пандемијата, чак и авиони кои што беа со седишта унатре беа преправани за карго авиони, па носеа хитни испораки, ете имаше Визер и други компании тоа го правеа. Значи, сепак тоа не е ништо за усвари. Што се случи со пилотите, Саздовски? Бидејќи пилотите имаат потреба постојано да летаат, тие часови се дури законски одредени, значи овој тип на паузи. Како тоа се одрази на нив, особено што пилотите се добро платени, меѓутоа имаат напорна работа. Сега одеднаш пауза за голем дел од нив. Што се случува со нивните професионални кариери?
Значи, прво се случи еден бран на отпуштање, не можам да кажам не, во целиот свет. Се останаа до еден дел без работа, но тие што останаа на работа, тие ги редуцира својот, значи еден пилот минимум треба да лета 50 часа годишно, максимум може да лета 900 часа или 1000 часа годишно. Сите компании што го задржаа персоналот ги редуцира, значи ајде да кажам месец дена неплатено, месец дена платено, месец неплатено и сите летаат, значи сите имаат одреден број на часови, тие што останаа на работа. Тие што не останаа на работа, веројатно брзо ќе се снајдат, бидејќи иако оваа криза да редуцираше, сепак ќе се врати и тоа мислам дека многу побрзо него што се предвидувањата, бидејќи потребата за движење на луѓето, значи ајде да кажеме дел од туризмот падна, ама оној бизнис летовите луѓето што работат за бизнис, јас сега мислам ќе се триплираат. А тие и немаат проблем со цена на карти, тие се заради бизнисот подготвени да платат толку колку што треба. Да, и дигиталните платформи сепак не можеа да заменат све, посебно во бизнисот. Значи сите состаноци, све тоа некако е одложено, ама ајде да кажам и во бизнисот се чувствува една потреба да се видат луѓето меѓу себе. И сега тоа нагло ќе тоа да речеме ова Америка што е Соединените Американски држави, таму значи во авиацијата не падна во ниеден момент. Таму внатрешното летање остана сега е више готово, вратено, можеби 100%. Сазо си од големите неба да се симнеме на земја на македонскиве проблеми. Стенковец работи одлично, би рекол. Јас живеам во близината на Стенковец, викендов се леташе многу со спортски авиони и така натаму. Мислам дека таму имате паркирано меѓу 20 и 30 авиони, тоа се главно приватни или ги поседуваат повеќе луѓе, можда и фирми и така натаму. Како работи аеродромот Стенковец? Значи, аеродромот како бизнис модел е непрофитабилен комплетно. Значи, таму не се наплаќа ни едно полетување и слетување. Сите што, значи, ајде да кажеме, тоа е трошок на операторот. Ние сме оператор и тоа не е фиксен трошок годишен кој што го правиме за да постои во Скопје спортски аеродром, како што постои во Софија, Белград, Солун и така натака, сегде дека наоколу. Он е оперативен нон-стоп како аеродром и таму го користат околу 40 здруженија за разноразни приватни вакви такви, имаат авиони, немаат, имаат параглайдери, имаат моторни параглайдери, све и свашто што е дрилици и така натака. Моторни воздухоплови, не знам, ние сме оператор на 14, а вкупно има 24-5. Секоја година значи имаме две категории на луѓе. Едни кои што градат кариера, тоа се најчесто млади луѓе кои што родителите решиле да инвестираат за да станат пилоти и да изградат кариера, а вториот се луѓе за забава, спорт кои што се мисли кариера во летањето, значи се обидуваат да се образуваат да се образуваат за да станат пилоти на големи авиони и да изградат вистинска кариера од тоа летање, а второто е аматери, комплетни аматери кои што може би и на постари години почнуваат да се занимаваат со воздухопловство и тоа им е интересантно, возбудливо, како и на целиот свет што му е, значи не е тука ништо различно од останатите дел од светот, има доста приватни воздухоплови и луѓето летаат. Од годинава додавате една многу сериозна нова содржина на аеродромот. Јас имав прилика да ја видам и така. Се работи за еден објект кој што го работите заедно со Светска банка, мисля че ако не се лажам, со нивна помош и со комерцијални кредити. Правите еден голем ресторан со еден помошен објект со неколку соби за спиење, ако не се лажам, на едно прекрасно место со голем паркинг, што е многу важно во Скопје, а сепак е надвор од градот, со големи пољани и така натаму. Мислам дека ќе бидете главен хит ова лето за сите кои што сакаат да останат во Скопје, ама да бидат надвор од него. Видите, значи стратегијата за развој на аеродромот постои одамна, значи тој уште кога е направен 86 година има свој проект. Тој проект значи до денеска се стремиме да го створиме порано или покасно, бидејќи е поминато многу години, па се доста содржини модифицираат бидејќи е ново времето. Моделот и концептот не е нешто иновативно, ние што сме го измислиле, тоа е нешто што функционира сегде на Западна Европа, Америка и така натака. Значи тоа е на спортски аеродром со угостителски објект
кој што значи за градот дека секој еден обичен човек кој што сака да им покаже на своите деца или самиот да види воздухопловство, има кај да седне, да се напие кафе и да види овој вид на воздухопловство. Не само тоа, тоа е мислам многу добро потрошен ден, бидејќи е тоа на чист воздух, бидејќи е забавно, бидејќи е необично. Да направиме дистинкција, значи тој објект нема да почне да функционира сигурно до есен, бидејќи короната нема потреба кога веќе не е отворен, нема потреба веќе да се не се брза. Финансиране од Европска унија преку Светска банка, проект на Европска унија, уствари Светска банка е само надзор и имплементатор. Од ние последните, уствари развојот на аеродромот и развојот на Аероклуб Скопје се базира на проекти од Европска унија кои што донираат и на разноразни начини да финансираат за да постоиме како воздухопловство во Македонија. До кај сме со 100 годишнината од воздухопловството во Македонија? Која година се паѓаше за неколку години? Значи 2023 година се навршуваат 100 години од од почетокот на воздухопловството во Македонија. Се подудара годината со 150 години железници на Македонија. Така да можеби, значи влезени сме во некои преговори да таа година 2023 биде одбележана заедно со македонски железници. Ќе скочи марка, ќе има некој евент, можеби и аеромитинг, не сум сигурен, ако успееме да најдеме доволно спонзори, зашто тоа се прилично скапи проекти. Најчесто во светот државата ги финансира заради промоција на државата, затоа што кога ќе направите аеромитинг, кога ќе поканите НАТО војска, НАТО воздухоплови и така натака, сепак тоа дава одјек повеќе него концерт на Мадона да сте направиле. Значи да, и сега за концерт на Мадона, мислам може да се најдат 100.000 евра за аеромитинг, тешко. Добро, не, бидејќи економски усварија не е исплатлив, него има само да кажеме маркетинг, пиар и така натака. Значи во воздухопловството кај нас, освен Аероклуб Скопје, постојат и други, има Прилеп, Битола, Куманово, авиони и така, летање и доста. Вие покрај тоа што се занимавате со овој тип на, како да кажем, спортски активности низ клубот и така натаму, вие сте еден од главните учесници на тендерите кога државата ги распишува кога се работи за прскање против комарци. Сега учествувавте и добивте проект кој што е голем, кој што се работи за менување на климата, ајде да не звучи толку амбициозно, бидејќи нормално тоа е реакцијата на некои овие Facebook фринџови. Сепак учествувате во еден систем за заменување на градобините ракети и така натаму. До каде се тие проекти? Значи, прошлата година имаше еден проект кој што беше од Министерство за земјоделие и управа за хидрометеоролошки работи, да се бидејќи системот за противградобина заштита во државата беше застарен, нефункционален повеќе од 10 години, беше како пилот проект да се реактивира. Прошлата година успеавме да го активираме, покажа, зашто викам успеавме, бидејќи е комплексен системот, значи бара учество на државни институции, бара подготвеност на државни институции, бидејќи управата за хидрометеоролошки работи има свој радари, има свој тим, има екипа, па таа 10 години седела, па требаше да се загрее, требаше ние да се прилагодиме кон нивните потреби, требаше нашите луѓе да се обучат, требаше да се направи на авионите модификации, требаше тие сите реагенси, тоа е сребројодит, тоа е многу питом реагенс. Да објасниме, тоа значи дека во случаи кога се забележува приближување на облаци кои што имаат потенцијал за големо невреме, громови и така натаму, се активираат вашите авиони кои што на одредени височини го фрлаат, го распрашуваат. За сребројодит. Сребрениот јодит и на тој начин го деактивираат облакот да не претвори во град, туку да се претвори оно што ќе паѓа во обичен дожд. Точно ги опишувам ова се што Они што прават? Значи, ајде сега да кажеме вака за народот да биде, за луѓето полесно да сватат, они прават исто како кога ќе вришите полен и ветевра на кивање. Значи, ова е многу мала содржина на сребројодит која што го тера облакот наместо да се претвори во лед и во град, да врне дожд.
и едноставно врне дожд. До сега сте имали интервенции такви, сте го пробали системот? Прошлата година имаше полно интервенции, значи преку 200 часа на лет направивме и имаше многу добри резултати. Значи резултатите беа воодушевени, посебно од Министерство за земјоделие, бидејќи они имаат скен на терен комплетен со апликациите за земјоделците кои што бараат штети од земјоделците и така натака. Да им појасниме само на гледачите дека овој проект ги штитат само земјоделските посеви, не ги штитат градовите. Значи некој ако во градот му паднал, во населено место му паднал град и му оштетила колата, овој проект не ги поддржува тие. Да, ќе треба, ова е во Министерство за земјоделие, за таков проект ќе треба Министерство за, не знам, за урбанизам. Не, понудено е во проектот осигурителните компании да учествуваат со некој процент во парите. Звучи логично. За да им се намалат штетите, што ги побаруваат оваквото. И они треба малце да се вклучат и да се откажат од добивката во интерес на тоа дека штетите ќе им се намалат. И тоа е исто проект кој што иде понатака. И ќе мислиме дека во иднина ќе има производ, бидејќи тоа е концепт на западниот свет кој што функционира, ова што го зборам, тоа што го работиме, тоа функционира во светот и со осигурителни компании. Па се тоа врзани садови, нормално инвестираат во да го пресретнат проблемот наместо да го плаќаат како штета. Докаде сме со прскањето против комарци? Минатата година имаше вакви и онакви реакции, годинава, значи за прв пат се случи градот Скопје прошлата година да направи тендер за 2 години и бидејќи што тие се масивни постапки кои што траат долго, по 90 дена траат, мислам само елементарното под услов и да успеат, ако некој да успее 90 дена. Буџетската година се чека да почне и тоа секогаш се каснеле. И прошлата година, бидејќи се направи за 2 години, оваа година немаше ни еден ден каснење од сите барани параметри. Значи, се исполнети до сега 2 прскања против ларви, скрос на време. Сега ќе продужи натака, мислам како ќе кажат релевантните, така ќе биде. Се надеваме дека ќе биде све кој што треба. Сазовски, да завршиме со тоа, има ли зголемен интерес на луѓе кои што сакаат да учат летање? Расте ли тој број од година во година или сте навикнати на... Видите, летањето е прилично скапо и тоа иде паралелно со колку економски напредува бруто домашниот производ, така иде и летањето. Највеќе летање има во Америка, каде што има највеќе пари. И како идат повеќе пари, така. Значи, ке нас, вистина е дека секоја година се зголемуваат луѓето што се занимаваат со овој спорт и со оваа професија. И ние баш се среќни затоа што тоа така се случува и природен процес кој што верувам дека ќе трае. Таа тераса која ќе се отвори на Стенковец, па која ќе се поставиме таму со камери, па која ќе се врземе Линковски од таму да правиме предос, мислам дека тоа ќе биде вистински похтек. Дејан Саздовски, раководител на спортскиот аеродром Стенковец и еден од главните луѓе во аероклубот Скопје. Благодарам за оваа дискусија. Мислам дека луѓето немаат баш често прилика да слушнат и некои агли од тоа со што вие се занимавате, бидејќи сме преоптоварени со политики и така. Има и друго во животот, освен политика. Така е. Благодарам.